Пламени јазици уништија густа борова шума над Пехчевско Негрево. Пожарот кој беше активен од синоќа од 19 часот, денеска околу Пладне е локализиран, но се уште гори зафатената шумска површина која засега се проценува дека е над 10 хектари, па околу пожарот дежураат екипите на шумското стопанство од Пехчево. Теренот е многу сув наоколу, непристапен е и дува силен ветер. Екипите на подружницата на Македонски шуми равна река во Пехчево се на терен, значи сите вработени се вклучени од вчера, еве и денес се на терен присутни. Пожарот е подметнат, тврдат од подружницата на Македонски шуми во Пехчево, и според првичните информации тој започнал од блиската шума на селото. Повторно сакам да испратам апел на свест на граѓаните да ги почитуваат правилниците издадени од надлежните институции за движење во шума и да внимаваат, многу да внимаваат што работат кога се во шумите. Пред само една недела во Пехчевско гореше шума кај местноста Ормаре, пожар кој тргнал од асфалтниот пат Делчево-Пехчево. Навремено се реагира и многу брзо се локализираат пожарите. Но тоа не е решение. Решение е во активност, односно во свеста кај граѓаните, да не доаѓа до предизвикување на пожар кои што имаат несакани, несогледливи последици кои се рефлектираат многукратно како во микросредината, така и пошироко. Шумата, освен богатството на дрвната маса, има уште над 5000 општокорисни функции, па кога гори, неповратно се уништува благодетта што ја даваат шумите и иднината на новите генерации, иако законодавецот предвидел казни за пироманите, кои се движат од 1000 до 2000 евра. Според нашите информации, тие ретко се изрекуваат, а пријавите кои се поднесуваат на суд тешко се докажуваат.